7 машини за ископ на каналите за наводнување на оризовите површини се ангажирани во Кочанскиот регион. Од водостопанство Брегалница велат дека се работи со полна парија, за да се обезбеди ветениот рок за полнење на нивите и почеток на сеидбата. За активностите за чистење се користат сопствени средства на предпријатието, а поддршка има и од Министерството за земјоделство и Дирекцијата за заштита и спасување. При тоа опфатени се не само површините што директно се наводнуваат од водостопанското предпријатие, туку и оние со кои управуваат водните заедници. Во понапредна фаза е чистењето на местата каде најрано ќе започне сеидбата на оризот. Можам да кажам дека во Оризари веќе работа не завршена, значи 80%, тука спаѓаат Оризари и Прибачево. Од денес стартуваме, значи и во областа на Грдовци да се чистат вадите за наводнување. Во Кочани веќе е завршено, 80-90% е завршено, значи тамо треба да има уште една интервенција со машина да се прочист негде околу 500 метра. Според Беличев, по завршувањето на работите во аторот на Кочани, машините постепено се преместуваат во другите региони. Деновиве засилено се работи и на чистење на каналите во аторот на општина Чешиново Облешево. Облешево, значи, каде што наводно водостопанство Брегалница, тамо веќе работата е при крај, значи тамо веќе завршено. Во на територијата на водната заедница Ципеничко поле, што беше порано Ципеничко поле, тамо работите се одвиваат добро, значи тамо веќе половина од работите се завршени. Значи сакам да кажам и дека имавме на мала интервенција во одложена од 1500 метри на бугарскиот канал. Проблем останува високото ниво на подземните води во одделни полиња, но зголемувањето на дневните температури треба да помогне во нивно побрзо сушење. Од почетокот на оваа недела, постепено машините се пренесуваат во аторот на Крупиште, каде според планирањата за краток период треба да се исчистат затрупаните вади и канали.